Почитуван колега, мораме да констатираме дека корумпирани носители на извршната власт, кои што се длабоко навлезени во криминал, не можат да нудат реформи. Затоа, ако ја видиме самата програма која што истите ја понудиле пред само неколку месеци, односно една година, дека конкретно во однос на Министерството за здравство и здравствените работници, истите во самата владина програма која што овде ја презентирале, најавиле дека секоја година ќе ги зголемувале платите на здравствените работници и соработници до 10%, како што порастот во 2022 година изнесувал 5%. И што направија? Еве, февруари 2023 година здравствените работници немаат плата. Нешто не ја зголемиле, туку немаат плата. Зошто? Затоа што не бил во функција системот на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. И сега, од цела фама која што ја направија во изминатите 2 недели, во однос на прекројување на парламентарното мнозинство, бидејќи многу тенко газат, по стакло оди мнозинството, истите предпоставуваме дека веќе со намера го имаат од странето системот, односно функцијата на системот на Фондот за здравствено осигурување, за да имат изговор да не се исплати платата. Зошто? Бидејќи немале пари во буџетот. Тоа го докажавте вчера со самото поништување на еврообврзницата од 600 милиони евра, со кое што требаше да ги сервисирате овие услуги. И внимавајте, препреката, односно недовербата за реализација на оваа еврообврзница доаѓа од првите луѓе на извршната власт, односно од министерот за правда, кој што не бил сигурен оние после него како ќе ги трошат парите и затоа истиот не ја подпишал. Но овде е направена и штета. Здравствените работници немаат плата. Затоа реков, луѓе кои што се инволвирани во криминал и корупција не можат да вршат реформи, ниту пак да ветуваат дека ќе ја покачат платата, дека ќе направат реформа во администрацијата и во сите сфери на општественото живење. Немаат капацитет, немаат стручност, немаат знаење, ниту политичка волја нешто да сменат. Единствено е од ден за ден да ја закрпат оваа влада, која што потенцирав еден на друг не си веруваат самите на себе и затоа од ден на ден се менуваат состојбите со договарање, преговарање, вклучување на нови коалициони партнери, само да можат да закрпат уште некој месец. Но ќе им потенцирам, еден ден побрзо заминување е подобро за нив, бидејќи ќе имаат едно кривично дело помалку.